Ќутете да слушнеме како ќе пука. Овие зборови од видеото во кое се гледа оној монструозен напад врз малото девојче во аеродром долго ќе ни одзвонува во ушите. Снимката која брзо се рашири на социјалните мрежи отвара сериозни прашања за моралната ерозија на младите, за тајувањето на воспитниот систем и улогата на социјалните мрежи во промоција на агресија. Сцените каде немојкно дете моли за милост додека неговите врсници се изживуваат не се само инцидент, туку сериозен општествен пораз. Во што ни се претворени децата? Во што ќе се претворат кога ќе пораснат? Во монструми? Во серијски убици? И тоа што ме мачи е што во јавноста се создава впечаток дека кривичната пријава треба да е крајна приказната. Не, драги мој, во случаите со децата е најчесто само доцна институционална точка во еден процес што започнал многу порано. Трулиот систем и нефункционалниот државен апарат се само еден дел од мозаикот. Вториот дел, поважниот дел, сме сите ние, обичните луѓе, кои како родители, чичковци, тетки, наставници, пријатели и слично дозволивме да ни се случи ова. Ова не е тема само полициска, таа е воспитна, психолошка, медиумска и културна. Монструмите не се создаваат преку ноќ. Родители, дај малку ограничете тоа висењето на социјалните мрежи или одењето по афтер журки, кафеани, капиња или да дремете нон-стоп на работа. Дај малку да посветиме повеќе време на воспитувањето на децата. Повеќе семејни разговори. Наместо да висите на телефон, прашете го детето. Што правеше денес? Што се случи? Како си? Како мина на училиште? Лекцијата од ваквите случаи не треба да биде дека има кривични пријави. Мораме како родители да посветиме повеќе време на своите деца, а не да бидеме само неми наблюдувачи на нивното детство.